Драги мои, нов старт на црвена линија во нашиот добро познат термин. Она што не се менува секако е телефонскиот број 0230700005. Бидете подготвени секако да го завртите, бидејќи ќе ве ставиме пред нова можност и така ако имаме за што да зборуваме, особено кога говориме за тоа што треба да очекуваме во 2023 година. Оно што сигурно треба да очекуваме и што е повеќе од јасно, дека во 2023 година ќе имаме инфлација која ќе руши рекорди. Покачување на платите и пензиите ќе има, ама само одговорницата во собранието. Владата си молчи. Имаат ли пратениците намера да донесат нов закон за минимална плата или ќе биде само идно време од глаголот лажам? Задолжително заследете на нас социјалните медиуми, црвена линија, профил на Facebook и секако телевизија Тилма, каде што ги објавуваме нашите теми. Кога сме кај социјалните медиуми, ќе потсетам дека таму слободно и коментирајте, и лајкнувајте, и шернувајте, развивајте и кореспонденција со оглед на тоа што профилот, односно дзидот на Facebook црвена линија е отворен и таму стојат коментарите. Во предност во секој издание на црвена линија ќе имаат гледачите, па еве јас најтопло препорачувам директно да се вклучите, дури и оние кои што не го направиле тоа досега. А ако не заследите на Инстаграм, а секако направете го тоа, ќе кликнете и на Инстаграм профилот црвена линија, потоа ќе одите на Инстаграм стори, таму ќе кликнете и денес ново прашање анкетно за сите вас. Прашуваме, дали се случило според вас досега некој политичар да го исполни ветеното во предизборната кампања? Одговарате со да или не. Резултатите ги соопштуваме по рекламите. Црвена линија, секој некој што ќе се вклучи во ова денешно издание, прво што ќе ве прашаме е дали треба во предизборни кампањи да се забрани зборот ке. Ако имаме гледач, ќе го вклучиме веднаш. Ова ке е вистинско ке. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Добро, во меѓувреме, еве, да не биде дека сме ги заборавиле, ќе ве потсетам Facebook црвена линија, изгледаме вака, сега држијата ќе ви покажат, каде што нели стои нашата тема, дека веќе е јасно во 2023 година инфлација ќе руши рекорди. Покачување на платите и пензии ќе има, ама само одговорницата на собранието. Владата мудро си молчи, а Томислав Крстич е и првиот кој што коментираше на нашиот пост. Пишува, владата е неспособна. Тоа се гледа од компаративни показатели на Државниот завод за статистика и ПИО. Плативе се зголемени за 48%, а пензиите за 29%. Преведено во денари, просечната плата е зголемена за 10.122 денари, а просечните пензии за 6.696 денари, период 2017 септември од 2017 до септември 2022 година. Швајцарски модел, минималните пензии за 699 денари. Многу повеќе коментарот има, но затоа тоа ви го препуштам да кликнете на Facebook и таму да прочитате многу повеќе што пишал Томислав Крстик. Ми јавуваат дека имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Верувам дека добро се слушаме. Намален ли е тонот на телевизорот? Да, намален е. Еве, одговорете ми, дали треба во предизборни кампањи пред се да се отстрани зборот ке? Да. Добро. Затоа што никој дотега со тоа зборот ке ништо не исполнил. Продолжете, времето, еве, ќе коментираме дали верувате дека ќе се донесе нов закон за минимална плата или ќе има зголемување на пензиите? Па сега вака да ви кажам баслија. Значи, минималната плата во 2002 година беше 5060 денари. Сега е 18.000 денари. Така? Така. Тоа значи дека 20 години се поминати. После тоа се зголеми на 6.000, па на 8, на 9, 10, 11, 14, 15 и стигна до 18.
Зошто не се зголемуваа линеарно сите плати во сите области, туку се зголемуваше само најниската плата. Еве ќе ви кажам за медицинава. Зошто немаме медицина во Македонија, зашто здравствените работници бегаат? Тоа зборувавме токму и вчера за условите во македонското здравство. Верувате ли дека ќе има зголемување? Значи, во рок од овие 20 години, еднаш претходната влада и една сегашнава влада ги зголемија платите само по 4,7% на медицинските сестри, што е стварно страшно. Така, благодарам многу. Ова ќе биде коментар кој што ќе кажеме дека е некакво надоврзување на она што зборувавме вчера, ама вчера зборувавме за условите во здравството, а денес ќе подсетам зборуваме за тоа дека повеќе од јасно дека во 2023 инфлацијата ќе руши рекорди, ама се зборува од говорницата во собранието дека ќе има покачување на платите и пензиите. Дали тоа ќе остане само како ќе видиме. Она што е сигурно имаме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам. Па вака. Јас можам да кажам од слободно дека тоа значи било и ќе биде. Досега ни еден политичар значи не се избегнал од тоа да каже дека ќе направам, ќе сторам, ќе донесам. Тоа не е у домачинето во нашиот литературен јазик, значи и секојдневен јазик во комуникација, значи сите го употребуваме тоа абе оставиме, ќе свршам работа, нема проблем тоа. Меѓутоа се идеме на главната тема. Дали ќе има покачување на лични доходи, плати, значи пензии и сите тие да речеме давачки они. Мора да има покачување затоа што значи инфлацијата си го прави своето. Ако се покачува цената на артиклите, значи ако се покачува на услугите, мора да се покачи личниот доход, пензиите, стипендии и се оно што не обкружува, а е потреба за обстанување во текот на што се вика на живеењето. Мора, која сака нека е влада, каква сака е. Меѓутоа може да се комуницираме околу тоа дали ќе биде 5%, 10 или 20%. Тука може да се комуницира, али дека ќе нема покачување, тоа не доаѓа во обзир. Мора да има, ако го нема тоа, онма предвремени избори, значи рушење влада и така натаму. Сакале или не, мора да го почитуваме тоа. Ќе има покачување. Благодарам. Благодарам и вам. Продолжете да не следите. Ќе одиме малку и на Твитер. Ќе започнеме со твит објавата на профилот на телевизија Тилма. Заследете не и нас како Црвена линија и телевизија Тилма и на Твитер. Насловот е дека Народна банка, која ги ревидираше проекциите, предвиде помал економски раст и зголемување на инфлацијата. А ние денес зборуваме дали зборот ке треба да се исфрли од употреба и дали верувате дека ќе има покачување на минималната плата и секако пензиите. Добро вечер. Ајде, добро вечер, Тина. Секој добро. Ова некогаш сум го слушал ја. Зборот ке? Чучеш. Сега слушајте малку, дозволи, кастиме 5 секунди и сликата и тонот. Чучеш чево ќе тече. Се е исто као пре. Или вака, у тетовски жаргон. Ќе онадуеме, ќе правиме, ќе таквуеме, све. Ова, знаеш, од кој дојде ова ќе? Од Краљевина Југославија. Разбираш, кој бевме Јужна Бановина. Од тога е останало. И затоа овој ден денеска, овој трета, четврта генерација ни го користат тоа. Чучеш, чево ќе тече, се е исто као пре. А се случило ли досега некој политичар да го исполни ветеното од предизборната кампања според вас? Добро, благодарам што се јавивте и убаво образложивте за зборот ке. Како и да е, сакавме да искористиме можноста да ве прашаме на анкетното прашање. Се случило ли досега некој политичар да го исполни она што го ветувал во предизборната кампања? Почуваме нов гледач, добро вечер. Да, добро вечер. Па еве, дали треба во предизборни кампањи да се забрани тој збор ке? Видете да ви кажам, тој зборот ке е устоличен во нашата секојдневна употреба и искам да ви кажам дека че
секој и обичниот граѓанин го потребува тој збор, не само функционерите. Не е тоа проблем што ќе го каже ќе, али битно е тоа што го кажал да го исполни. Да се она некоја активност која што треба да се исполни. А според вас дали еве досега некој политичар она што ветил во зборот ке го исполни од предизборната кампања? Па има доста политичари кои исполниле некои работи, али не треба сега да ги спомнуваме, затоа што многу такви има луѓе кои што нешто исполниле. Еве ќе ги спомнам Ристо Пенов, на пример, кој беше градоначалник, направи тоа што требаше, што рече ќе направи, го направи во град Скопје. Еве еден пример, прв ви давам. Али ова што имавте насловот, дека минималната плата треба пратениците да донесат одлука, не може, господје, затоа што инфлацијата таа минимална плата ќе ја изјави. И да донесат 22.000 за 3 месеци, инфлацијата ќе отиде и па минималната плата ќе има ли зголемување на минималната плата и пензиите? Минималната плата од нова година ќе има, пензиите ќе има, платите ќе има, од сите тие работи ќе има, затоа што еве во здравство сега видовте по 2000 денари секој месец му ги зголемува на сестрите. Ете, сега за сега слушаме и од вас ке, а она што ве прашуваме дали треба во предизборни кампањи да се исклучи употребата на частичката ке, а меѓу другото ќе ве потпрашаме и дали се случило до сега некој политичар да ги исполни ветувањата од предизборната кампања. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, подобро ќе се слушне. Ало, добро вечер. Добро вечер. Треба ли во предизборни кампањи да се забрани употребата на частичката ке? Да, вака. Значи, зборот треба да се преиначи во кривично дело. За секое нешто што се обеќа пред јавноста треба да се заврши. Чим не е завршено, треба кривично и материјално да се одговара. Еве сега ги гледаме како измамените гласачи стојат на автобуските и го чекаат тоа ќе има бесплатен градски превоз. Еве ние сега другата страна од листот кога се го окренат. Го добија ВМРО Скопје, го добија, ќе се возат без пари. Ај сега да видиме и со пари дали ќе се возат. Во приватните автобуси беше поевтина картата. Во државната поскупа. Одете во државното, ќе ве возиме без пари. Ај сега да ги видам. Нека си земат магарија и нека си одат. Верувате ли дека ќе има покачување на минималната плата и зголемување на пензиите? Не, значи тоа нема потреба да не лажат, затоа што све се качи преко 120-130%. Колку ќе покачиле? 10% плата? Колку беше зејтинот, колку беше нафтата? Не е срамно да го лажат народот. Колку беше шеќерот? 28 денари, 60. Колку се покачи? Инфлација 16%. Ма да, нема велоѓе. Тие што лажат треба кривично да се... Благодарам за јавувањето, ќе ве потсетам да внимавате на тајмерот. Ако имаме гледач, предност имате вие, драги мои, и јавувајте се. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Да прашам за тој заплату што се покачува. Дали верувате дека ќе има покачување на минималната плата и пензиите во наредната година? Ја верую дека све ти има. Овој премиер е добар, влада си е добра, само ВМРО-овци се неуред. Тие не идат на седнице, тие не треба да се гласат, тие треба све да се избутат, тие са толку луѓе покварени што не може да биде. Тие са насилници, во плячкава држава сак да набедујат овде СДС. СДС е добро и добро ќе се стане. Според вас, дали треба да се укине частичката ке во предизборните кампањи, во говорите? Ке биде ова, ке направиме тоа? Па, и да се укине, и да не се укине, СДС за мене највише и за многу луѓе околу мене има едно 50 души, што тие највише не одговара, што са луѓите поштени, познавам и знам и премиер е поштен и
Свине милици, сви се Се поштени. случило ли досега некој политичар да го исполни ветеното во предизборната кампања? Па сега нешто се случи, нешто не, а пензија ќе се качат. Качија и ќе качат, па добро е, све е уред. Влада е добра, не треба да се бута, кога се дојде избори, пак ќе добие СДС. Благодарам за јавувањето, продолжете да не гледате. Ако имаме гледач, велам добро вечер. Дали се слушаме, ќе подсетам на 0230700005, имаме 5 активни линии. Вртете го бројот. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па, виделата, не може да се курсили од тоа, че таа честичка ќе, значи нема спас. Жабе е тоа, како, мислам, не можеш да веруваш на ветено нешто, али вака, барем ако ветува, дека ќе прават брда и долини или палати и чуда, барем нека ветат дека за секоја неисполната работа што ја ветиле предизборната кампања, а и тоа на нотарски да заверено све, значи нотарски да го заверат, да немаат право утре да се бранат, да читаат нотарскиот договор да пишува, да нема право и се тоа, значи да им стои дека одново у затвора влегуваат за било која од тие ветени работи што ги ветиле, а не оствариле. Значи одново затвор и тоа затвор 50 години минимум со враќање на све што му зел. Па и макар и што последува, и нека вика после пак ке. Значи, само тоа е спас. Значи, ке, ама со нотарска. Се случило ли според вас некој политичар до сега да го исполни ветеното? Па ја затоа зборам, значи, нотарски. Значи, ја имам еден проблем со еден имот. На нотарот така му реков, значи, да не може парите да ги вратам што ми ги дава овој типот, ако он се откаже. Ама тоа нотарски пишано така да и судски да не може да ме гони, ако не ми ги даде парите до крај во целост. Само тоа му е мајката. Благодарам многу, драго ни е што се вклучивте и вие во црвена линија. Продолжете да гледате, слушаме најразлични размислувања, време и за ново. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, вие сте во црвена линија. Прво прашање, дали треба во предизборни кампањи да се исфрли частичката ке од употреба? Па, не може тоа да се исфрли, али јас ќе кажам дека зборот ке е идно време од глаголот лажам. Сега, колку ке македонскиот народ тоа значи го сваќа, може да го разбере, е друго прашање. Значи, кај нас многу брзо се заборава тоа што е ветено. Значи, само кога ќе дојде на власт, после си тера по негова програма. И друго прашање. Значи, мислам друга констатација. Мора да се ветува нешто затоа што македонскиот народ, уште ако не му кажува такова, ќе на времена нема ни да излезе на гласање. Така да пред избори се ветуваат се брда и долини и планини. Според вас досега му се случило ли на некој политичар да го исполни тоа што е ветено? А многу малку, многу малку. Тоа во проценти може да се земе негде 5 до 10% од ветеното се исполнува. А верувате ли дека ќе има нов закон за минимална плата и покачување на пензиите? Па, во март месец треба да има усогласување и платите и пензиите ќе се покачат, али па тоа ќе биде негде од 5 до 10%, али ние треба сите да сватиме, ние сакаме сите европски плати, а ниски цени. Значи, тоа економски е неизводливо и не може да е така. Благодарам многу за јавувањето на 0230700005. Нов гледач. Добро вечер и вам. Дали се слушаме? Во црвена линија сте? Добро вечер. Добро вечер, убаво ве слушам. Вие сте во црвена линија. Да. Треба ли частичката ке да биде исфрлена од употреба кога се зборува во предизборни кампањи? Ова тема пак добро сега отворена данас, значи минималната плата и законот за минималните плати и заплатите треба да има тоа и треба да се покачи. И сигурно ќе се покачи, пошто ова влада води се за да биде добро за народот. Меѓутоа, кога во прашање избори нема да има, сигурно нека бидат
до 2024. Jer su izbori svaka godina, nema nigde u svet svaka godina izbori, zato sme ubeđeni дека opet će pobiti ova garnitura što je svega i zato nema da imаме pretvoreni izbori. Pošto ta starata garnitura, ta sigurno je bitne дека će izgubi i zato ne znaat oni nemat programi oni za narodom. Nemat ništa osim izbori da barat, a te izbori ostat na državата. Međutim, za da ima izbori, ние ќе ги даваме на власти на народот, нема да имаме избори. Тоа дека биде пред овде следак уверен да изборите само ќе бидат редовни, а предвремени никако. И тоа и 24-та истата гарнитура ќе ја сноси. Јас сум Джема од Аратинова, значи ова би го кажам од точни сигурни избори. Да, избори нема да има. Благодарам за јавувањето. Ке подсетам денес во Црвена линија зборуваме за тоа дека е веќе и повеќе од јасно дека во 2023 година инфлацијата ќе руши рекорди. Покачување на платите и пензии ќе има, барем тоа е оно што го слушаме од говорницата во собрание, владата молчи, па ве прашуваме имаат ли претениците намера да донесат нов закон за минимална плата или ке како честичка е само идно време од глаголот лажам. Вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Јас би кажал нешто. Секако и треба. Да. Треба ли да се исфрли частичката ке од употреба во предизборни кампањи? Частичката ке треба некој да ја исфрли, а некој не треба. Например, има луѓе, има партии кои обеќавале и извршувале. А има партија која од почеток почнува да лаже и до крај лаже и ја уништува државава. Тие што лажале до сега треба да им се избрише, да не смее да употреба зборот ке, а ќе им дадем ја одобрение само да решат треба да направиме, барем да рече треба да направиме, да го нема тоа ке, зашто ке не го заслужиле до сега. Тоа. Верувате ли дека ќе биде изгласан нов закон за минимална плата и покачување на пензиите? За покажување на пензиите, пошто сум јас пензионер, ќе ви кажам. Обеќа премиерот дека на пензионерите ќе им покажи оваа година 20%. Не 20%, 6,7% колку беше таму. Значи покажи едвај. Значи не уништи нас. И како може да лаже уште. И тоа сосема оваа влада е не лажна влада. Работи за други држави. Еве ќе кажем пример. Значи времето истече, ќе подсетам доколку еве некој од вас прв пат се вклучува во Црвена линија, внимавајте на времето, тајмерот отчукува 90 секунди за секое вклучување на гледач. Добро вечер за нов гледач во Црвена линија. Добро вечер. Секој добро? Верувам дека се слушаме. Па еве. Долго поздрав до вас. Благодарам. И до сите слушатели. Ја ќе ви кажем нешто. Оваа влада албанска и наша СДС, тие све што рекоа, све излажеа. Тие живеат само да пробидат тоа појќе време да им седат газовите во тие хотели и да земат големи пари. Иначе, тие све што кажаја, иако бев јао за СДС главен, бадјава, сум трчал како куче смо трчале низ Тетово, брти кругови, оради. Тоа све е било, све што кажаја, све излажаја, срам да им е. Срам да им е новая влада. Само да ве прашам, верувате ли дека ќе има донесување на нов закон за минимална плата и покачување на пензиите? Ништо не го прават они. Дали треба да се исфрли частичката ке од употреба при зборување во предизборни кампањи? Гледачот се исклучи. Добро, благодарам што се јавивте во Црвена линија. Одиме со вклучување на нов гледач.
Добро вечер. Благодарам и на вас. Верувам дека се слушаме, вие сте во црвена линија. Јас ќе потсетам, значи, на телефонскиот број 02-307-0005, тоа е број кој што го вртите, имате 5 активни линии. Тоа значи дека од режија ќе ве прифатат, доколку ви кажат да бидете малку трпеливи, да почекаме да заврши излагањето на гледачот пред вас, а потоа ве вклучуваат во програма. Така е процедура, така е нас. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, вие сте во црвена линија. Па еве, дали частичката ке треба да се исфрли како од употреба во предизборни кампањи, во говорите? Свите обеќава никој не дава. Само они за ним мислев. За ним да си напуне джеп едно друго све. Данас ке слушам на оваа телевизија, на оваа да цените да се намалеви едно друго, ама треба и инспекторите да појде по продавниците. Ако ме сваќате. Инспекторите по продавници, они ги качев 20% треба да цената да се намале, они 50 го качев. Треба инспекторите да вршат ван тема сам. Разбираш? Инспекторите велат дека се на терен, сега го попријава на граѓаните. Ништо. Нека провере фактурите колку ја примево рече ова робата, например, пивото е на 35, а оника 45 горското продава. Инспекторите треба да проверат колку е робата и колку треба маржа да плати едно друго све. А верувате ли дека ќе биде изгласан нов закон за минимална плата и покачување на пензиите? Ке може да се качи нешто. Јас сум пензионер одамна 22 години, инвалидска зема, има нешто, качуе, ама треба и ова да се упреди. Например, са колку пари треба да даде уствари по упреѓање на ова, по тријарки 6. Ово. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Останете да не гледате, голем е бројот на гледачите кои што еве најразлични видувања, ставови, па ќе видиме што ќе слушаме до крајот на ова издание. Добро вечер. Добро вечер. Мене ми е важно дека одлично ве слушам, верувам и вие мене. И јас ве слушам. Па еве, дали треба во предизборни кампањи да се отстрани веќе од употреба таа чистичка ке? Не треба ке да се отстрани, туку треба да се отстранат сите политичари. Сите политичари стана богаташи, а народо, овој народ и малце му е ова каза што е трпи. Та пензијата плати се, сите се тепат кои дојде гласајат, кој да бил пратеник, а сите стана богаташи. Ако пратевте сега пред малко неко време, еден кажва за другиот има 100 милиони долари, 100 милиони евра, другиот има помалце. Двајцата се ди фати човек и ди обеси, а да му иземи и богатството и се. Македонија нема да крени ни со ова, ни со друга влада. Ова Македонија е нешто, али проколната. Оние кои се соберат по собрание, 120 души, треба да се организира народот да појди сите онтаму ди фати и ди фрли во Вардар. А еве, одговорите ми, се случило ли според вас во нашата историја да политичар она што го ветил во кампањата го исполни? Никој политичар тешко исполнува, овие сегашниве ништо. Сега овие ништо. Еве со Скопје, пример ми е. Како ќе исполни? Таа жена кај ќе најде пари да возат 200 автобуси бесплатно. Ги лажи луѓето, тие трчат ко... Благодарам за јавувањето. Ако имаме гледач, предност имате, ви има во голем број, тоа е најважно. Добро вечер. Ало, добро вечер. Верувам дека ме слушате добро, јас ќе ве замолам малку погласно, подобро јас да ве чуем. Ало, добро вечер. Добро вечер. Дали во предизборни кампањи треба да се исфрли од употреба частичката ке? Па треба да се исфрли се тоа, дали се слушаме пред се и да ве поздравам. Да, одлично ве слушам. Повелете. Мислам дека за овие изминати 32 години ние не добивме политичка партија и политичар кој што ќе каже да. Ќе да, се се тоа лаги.
Меѓутоа, јас вака ги прашувам овие и ги поздравам сите јавувачи, мои колеги кои се јавуваат од политичките партии. Нека не биде навредлив збор, меѓутоа јас културно ќе се изразам кога еден маж или една жена ќе го изневери мажот или жената или мажот жената, дали се растура бракот, да. Колку пати за овие 32 години нас овие политички партии ДПМН и СДСМ не преварија? И дали можеме да имаме доверба? Мислам, тоа е слично и политиката е таква. Најголем виновник сме ние граѓаните кои закружуваме. Треба да се побара политичен зрел, узрен кој што знае да ја води државата, а не да дојде сега да брда и долини, да обеча, а после кога ќе дојде нема ништо од тоа, се е нула. Верувате дека ќе биде изгласан новиот закон за минимална плата и покачување на пензии? Ќе биде изгласан тој закон ако сака опозицијата. Ако опозицијата не сака, ако вие не изгласа, нема да биде. А иначе има расположение од овие да има. Меѓутоа и овие не се свече за миризување. Немаме ние политичка партија. Благодарам за јавувањето, време е за реклами. Повторно сте со црвена линија по рекламите, време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Тука ќе ве потсетам, ако не следите на Инстаграм, направете го тоа, па веќе утре ќе можете да кликнете и да го дадете одговорот на некое ново анкетно прашање. Што се однесува до денес, инстаграмчи ги запрашавме дали се случило досега некој политичар да го исполни ветеното од предизборната кампања. Со да одговорија 0%, со не 100%. А, драги мои, тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако ве охрабрувам утре повторно да земете активно учество, да се јавите. А секако и големо благодарам за сите гледачи кои што го направија тоа. Се гледам утре во истиот термин, ве препуштам на програмата на Телма. Уживајте во неа, а до утре, довидување од мене.